Почитувани, добар ден. Ја гледате Црвена линија. Бегството на Артан Груби предизвика сериозни политички превирања. Враќањето иста песна. Кукниот притвор иста песна, хит на годината. Додека власта и опозицијата се препукуваат кој, како и зошто случајот повторно го става правосудниот систем во позиција да ја оправдува довербата од едва 2% кај граѓаните. Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност дале мислење дека во истражниот затвор Шутка не може да се гарантира личната безбедност на Груби. Јавното обвинителство тврди дека предлогот за куќен притвор е легитимен и заснован на специфични околности, но токму оваа одлука се најде под силна лупа на јавност. И тука почнува суштинското прашање: зошто се врати Груби? Носталгија? Нема со кого и каде таму да игра фудбал? Дали Дуи му пратил Абер? Груби се врати како да бил на викенд, а не во бегство. 14 месеци од рацете на правдата. На дел од граѓаните им изгледаше како да е дочекан со расширени раце. Фалеше уште погача и сол за да бидеме совршени домакини. Дали институциите го дочекаа подготвени? Тоа е едно од прашањата и сега кога перцепцијата е силна, бегството договорено, а и враќањето. Што мислите вие? И зошто се врати според вас Артан Груби? Дали е тоа носталгија, партиска порака или договор со институциите? Дали мерката куќен притвор испраќа порака дека правилата не важат исто за сите? Многу прашања, верувам дека на секој едно од нив ќе дадете одговор во денешно издание на Црвена линија. Кога сме кај прашањата, повторувам за оние кои што можеби еве од денес прв пат не следите, почитувани, бидете активни кога се однесува на анкетите на Црвена линија. Анкетите ги објавуваме на Инстаграм, поточно на Инстаграм Стори, што значи треба да го заследите нашиот профил на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. А од кога ќе го сторите тоа, кликате веднаш на Инстаграм Стори. Па еве кое е прашањето за денес. Куќен притвор по 14 месеци бегство. За вас е тоа за да или не? Кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор, потсетуваме. Се уште трае анкетата, во текот на целиот ден објавена, резултатите ќе ги соопштиме некаде кон крајот, ќе ги пресметаме во проценти и ќе ги објавиме и на Инстаграм Стори, секако ќе ги соопштиме овде за вас пред екраните. Неминовно е да подсетам дека за учество во Црвена линија се врти нашиот веќе добро познат број 02-307-0005. Ве замолувам, тонот на телевизорот, од кога ќе ве превземат од режија, целосно да го намалите. Исклучително е важно, бидејќи неретко се случува да се исклучите, да мислите дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени, а сте вклучени. Затоа, еве, тоа нека ви биде секако задолжително правило кое што ќе го применувате. Се со цел подобро да се слушнеме. Ке подсетам дека ќе можете да бидете активни во текот на ова издание, како и во секое на Facebook страницата на Црвена линија. Се разбира профилот Црвена линија, профилот Телма телевизија. Она што е важно е да ги заследите овие два профила и да дадете одговор како коментар на прашањето. Дали мерката куќен притвор испраќа порака правилата не важат исто за сите? Во продолжение, пред да почнеме со дискусијата со вас, почитувани, да го погледнеме и прилогот на Срџан Стојанчов. Сдруженијето на јавни обвинители застана во одбрана на своите колеги кои се мета на политички и партиски напади поради предлогот за замена на затворскиот со домашен притвор за поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој се предаде на полицијата откако беше недостапен 14 месеци. Сдруженијето на јавни обвинители апелира до сите политички партии и функционери да не го загрозуваат начелото на поделба на власта.
По изминатите денови сведоци сме на неодговорни изјави со кои одредени политичари селектираат и прозиваат поединечни јавни обвинители, коментирајќи ги јавно обвинителските одлуки без воопшто да бидат запознаени со конкретен предмет и доказите. Ова кулминираше во политичките коментари во однос на определена мерка куќен притвор за еден од осумничените во предметот државна лотарија. Ваквата јавна реторика мора да престане, а останатите институции да дозволат обвинителите непречено да постапуваат и да одлучуваат. Ваквата нивна реакција доаѓа по прозивките од страна на министерот за правда Игор Филков, но и на представници на СДСМ за обвинителот Даниел Коцев и скопскиот обвинител Анел Фидовски, кои побараа замена на затворскиот со домашен притвор за Груби, кој беше недостапен 14 месеци. Против нападите врз обвинителите се изјасни и председателот на Советот на јавни обвинители. Неговото презувањето е негов став. Ја сметам дека не држи тоа такво презување со име и презиме. Треба секој предмет да се гледа сам на себе е секој предмет и заради тоа неговиот став е негов став. Политичката партија Знам пак застана во одбрана на својот министер Филков. Кога министерот за правда Игор Филков бара одговорност со име и презиме, не станува збор за мешање во правосудството, туку обид да се врати до вербата што беше разнишена со годините кога СДСМ и ДУИ создаваа механизми на селективна правда, кога институциите беа алатки на партиски интереси, а не на граѓаните. СДСМ продолжува со обвинувањата дека враќањето на Груби е дел од пазарот меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Кои обвинители постапуваа во предметот и кој го предложи куќниот притвор за Груби? Предметен обвинител е Даниел Коцев, а негов шеф на Скопското обвинителство е Анел Фидовски, кој беше избран на оваа функција на 20 јануари 2026 година. Се е јасно, се е договорено, се е смислено сценарио. Груби и поранешниот директор на државната лотарија Перпарин Бајрами се сомничат за проневера во службата при набавката на коцкарски машини за државната лотарија. Бајрами дека ги набавил, иако знаел дека не смее, а Груби дека ја ставил таа точка на дневен ред на владина седница, иако знаел дека не смее. Одлуката е донесена колективно од целата влада. А сега, почитувани, време е да вас слушнеме вас. Зошто се врати според вас Артан Груби? Дали поради носталгија, партиска порака или договор со институциите? Останува да ве слушнеме. 023070005 е телефонскиот број кој што треба да го завртите. Уште еднаш повторуваме. Ве замолувам, намалувајте го тонот на телевизорот. Секако не користете ниту интерфон ни спикервон во излагањето, се со цел подобро и поквалитетно да ве слушнеме во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Го слушам целиот прилог и просто сум вџашен и не можам да верувам што се случува. Овдека еден граѓанин од Скопје, кој сакам накратко да го раскажам моето патешествие и што мене ми се случи. Значи бев осуден за емигранти, лице со посебни потреби со церебрална парализа во инвалидска количка. Како такво лице ја завршив на крај во затворот Шутка. Значи, како лице кое не смее да заврши во затворот Шутка, во таква состојба, каде што имав милион документи, дека нема услови за мене во таква институција. Значи, затворот нема услови такво лице да издржува казна затвор во затворот Шутка. Сопругата доаѓаше секој ден по одобрување на директорот на затворот Шутка и секој ден доаѓаше во затворот Шутка да ми помага, да ме бања и да ми врши што се вика измет. Кога мене ме ставија во затворот Шутка, а господинот Артан или не е битно кој е, да оди во куќен притвор, што да ви кажам. Значи, ова е... Благодарам многу за споделеното со гледачите на црвена линија и ве може би
Многумина од вас се уште не го познаваат нашето правило во однос на време траењето на излагањето. Линијата почитувани автоматски се исклучува на 90-та секунда. Јас секако ќе му се заблагодарам на гледачот и ќе го потсетам, но и охрабрам повторно да го заврти нашиот број 023070005 со цел да се надополни и да искаже. Уште еднаш благодарам секако, а сите останати кои што можеби така ви е полесно, не можете да се вклучите или да не добиете во живо, просторот каде што можете да се вклучите во ова издание на Црвена линија, ве потсетувам е Facebook, профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Објавена е темата, како и прашањата кои што ги поставуваме денес. А тоа е дали мерката еве куќен притвор испраќа порака, правилата не важат за сите. И почитувани, зошто според вас се врати Артан Груби? Дали е тоа поради носталгија, партиска порака или можеби договор со институциите? Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, добар ден. Добар ден. Не знам што да кажам. Срамота, резил, брука, невидена. Само еден конкретен пример. Ќе ви одговорам прво на прашањето. Дали мерката за конкретно за Артан Груби договор со институциите, тоа дефинитивно со власта. Али за мерката притвор куќен конкретно, јас сум еден од осудените, тоест издржана казна од Калдрба, процесот кој што бевме 90 души затворени, од кои 60 души бевме 8 месеци во притвор, а 5-6 души бевме по 14 месеци во притвор. Не знам што да кажам, значи еден исарчин нема државата, тоест институциите, владата спрема нас. Не знам. Ево, од вашето искуство, каква е безбедноста во затворите? Дали тоа значи дека куќниот притвор е оправдан онака како што налагаат нели Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, кој што тврда дека во шутка не може да му се гарантира безбедност на Артан Груби? Тоа е апсурд невиден, нема врска тоа, безбедноста не само во затворот шутка, него го изризал. Таква безбедност е на највисоко ниво што нема шанса на некого да му се случи нешто. Никаква шанса нема. Ова е срамота, а на Б и МВР да дават така. Значи сами они се удираат против власта. Како може... Благодарност за учеството и сега го зона што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Почитувани, ве подсетувам, нека не ве обесхрабрува моментот дека еве нашето правило е 90 секунди за едно вклучување, се извинувам, додека траеме, секако сте добре додени повторно и повторно да се вклучите, се со цел се разбира доколку сакате да се доискажете, надополните. Продолжуваме со вас и велиме повторно добар ден. Среќен и убав ден на сите. Благодарам. Зошто се врати Артан Груби? Па една од дуи, дали потпарол беше, дали што на една телевизија кажа, дури не му се створат услови како што треба, нема да се врати. Че се врати, анака ќе бидат условите како што треба. Значи како он шо бара. Ни се нагледавме на такви, Мијалков и кажа на Македонија добро вечер, тука сум, не су избеган, Груби стигна, добро утро, насмеан како да оди негден на прослава, а не да оди во притвор. Кај нас, гледајте како јавните обвинители се бранат, како крволочни болци, еден со друг сите. Мала му е платата, се они исправно работат. Значи секој што грешил од Страсбург му се враќа дека не треба така да поставуваат, он вика ја по закон, ја се како што треба, тоа го завршив. Додека нема затвор и за нив и да остана додека се живи без работа, бидејќи ем се корумпирани, ем неправилно осудуваат. И така Артан ќе си ужива, ќе си пее, ќе навредува и он ќе биде унапреден. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас и продолжете да не следите.
Секако ќе ве префрлам на Facebook, пристигнаа голем број на коментари, драго ни е поради тоа, па еве да подсетиме за оние кои што подоцна се вклучивте како изгледаме таму. Дали мерката куќен притвор испраќа порака правилата не важат исто за сите? Па ајде да започнеме и со коментарите со оглед на тоа што ги има во огромен број. Тихидон напиша театар за обичниот човек со порака дека не сме сите еднакви пред законот. Лош пример за криминалците, ги охрабруваат да прават што сакаат. Сите држави имаат криминалци, само овде криминалците имаат своја држава. Што ли ти сгрешивме, Боже, за вака да не казнуваш? Ни порачуваат, правиме што сакаме, не ни можете ништо. Кадија те тужи, кадија те суди. Кога Калимеро ќе најде правда, тогаш и ние ќе видиме правда. Благодарности до Тихидон. Секако продолжете да бидете активни. Подсетувам и на Инстаграм на анкетата, како и со коментари на Фејсбук. Ние продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчо, зошто ни се врати Артан Групи? Поради носталгија, партиска порака или договор со институциите? Што мислите? Па се знае дека е договор со институциите, да не се лажеме, да не си играме играчки. Ја малку саркастично ќе употребам еден израз од еден јавувач на друга телевизија, затоа што ова обвинителство е подобро од она претходното што го смениле. И затоа Артан Групи проценил сега да се врати дека со овие подобро може да се договори за. Знаете, јас деве сега ќе ви кажам јавно да сепак нека има тонски запис. Јас очекувам дека он ќе го издржи казната затвор во домашни услови со алка. Нели тој е новиот модел на издржување на затворски казни. И тоа ќе го подкрепам и со зашто? Па затоа што извештаите на АНБ и на полицијата тврдат дека он е небезбеден да влезе во затворски услови, да издржува казна. Ако не е безбедно во шутка, во да кажем во оние хашките кели да издржува притвор, тогаш нема да у Капе Домитризов 1000% не е безбеден. Едино ако него пратат и него на одмор во Струга, да речеме. И така да очекувам дека и дома ќе издржи казната затвор, ќе издржи со алка. Така да не ме чуди како тргнала работава, а дали е исти. Па еве гледате како е законот за едни мајке, за едни мајке. После ова треба обвинителството да побара укинување притвор на полно на 80% од притвореници, да ви кажам право. Да преминат и тие во домашен притвор. Мислам, очигледно е што е работата. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Јас ве потсетувам во продолжение секогаш кога ќе посакате да бидете квалитетно, брзо и ефикасно информирани, кликајте и telma.com.mk. Последниот наслов на кој што треба да се задржите во однос на темата е следниот. Јавните обвинители во одбрана на своите колеги од нападите во случајот Груби. Сдруженијето на јавни обвинители подсетуваме застана во одбрана на своите колеги кои се мета на политички напади поради предлогот за замена на затворскиот со домашен притвор за поранешниот вице-премиер Артан Груби. Сдруженијето на јавни обвинители апелира до сите политички партии и функционери да не го загрозуваат начелото на поделба на власт. А ние во Црвена линија денес ве прашуваме. Зошто се врати Артан Груби според вас? Поради носталгија, поради, да речеме, договор со институциите? Која е причината според вас? Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Да, во Црвена линија сте, повелете. Па Леси се враќа дома, тоа се знае. Добро, според вас зошто Леси се врати дома? Па однесе тоа што требаше да однесе натаму, например, како однесе тоа имото, парите што има, што докази што е незнат, си однесе натаму, ги остави на безбедно место и сега изиграва човекот носталгија, демек да си дојде овако дома. И сега не можам да сватам како може ваква да се девалвираат вакви институции. Дали стварно кажале, или ова е рекла казала, или некој го кажува тоа, дека овие наши
ба и ако институции можат вакво нешто да кажат, ја да ви кажат дури не можам да поверувам. Не може вакво нешто, па еве го Мијалков, па еве го Камчев, не знам кој беа, колку луѓе имаше, нели беа притворени. Меѓутоа оваа мене ми личи многу на верзијата на Мијалков. Така многу е слична, затоа што го немаше нешто, беше во Белград, па дојде, па све нешто случајно се случуваше, исто како сега што се случува со Артан Груби. Така да овдека има некоја друга верзија и сега нели се направи во Струга специјално таму оделение, да не го кажам, апартмани за господинот Мијалков и Камчев, мислам дека беше. Така да овдека ние имаме веќе нешто. Меѓутоа ја мислам дека ова позади све стои Америка, така да он е принуден да дојде и ја мислам дека ова не е само од кај нас, ова е на глобално и затоа што човекот има многу информации, тука беше. Ке подсетам на времето, ке укажам, внимавајте, затоа тајмерот го објавуваме на екраните, 90 секунди. Почитувани вие кои што досега се вклучивте, секако повторно завртите го нашиот број, доколку сакате да се надополните. А ние сакаме да ги слушнеме вашите одговори. Прашањата денес на црвена линија се следни. Дали мерката пред се куќен притвор според вас испраќа порака, правилата не важат исто за сите? И каде ја гледате причината за враќањето на Артан Груби? Дали е тоа поради носталгија, дали е тоа абер од ДУИ или можеби договор со институциите? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Од Кавадар си е во име. Поздрав до Кавадарчани преку вас. Повелете, ве слушаме. Мислам дека се врати Груби за Рамазанот да го честита на Амети. Да го истерат убаво празникот. Дале носталгија, он си знае, партиски дале пак он си знае, али треба, ако тера институцијата, да се вратат парите. Груби не е многу важен, важни се парите на народот што ги открадил. Инаку, така си че почнеме да крадеме и си пак нек не вратат дома. Да седме до невесите. Тоа е поздрав од Кавадарци. Благодарам. Покуси од предвидените 90 секунди, но сосем јасни. Останете и продолжете да не гледате понатаму. Одиме повторно на Фейсбук, голема активност, многу коментари, драго ни е поради тоа. Па еве да продолжиме со она што го напиша како одговор Пеце Мицевски на прашањето дали мерката куќен притвор испраќа порака, правилата не важат исто за сите. Пеце напиша, се уште судството е пристрасно кон одредени криминалци. Можевте да ги слушнете досега дадените одговори, секако и она што е напишано како коментар. Продолжуваме со вас и секако новите одговори. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Ве молам. Дали е во ред? Ред. Повелете, зошто се врати според вас Артан Груби? Артан Груби се врати по договор со институциите. Се јавам од Струмица. Поздрав до Струмичани. Продолжете, ве слушаме внимателно. Прво, ова е сам за и така ние сме земја што никаков. Продолжете, ви течат секундите, а секако сакаме да ве слушнеме. Што сака да слушате? Тоа е да земате прво сите суди и јавни универзитети да ги затворате, да ги затворате, па после да разговараме за држава. Дали правилата важат исто за сите? Не. Дали е оправдано оно што го кажа Министерството за внатрешни работи, секако и Агенцијата за национална безбедност, дека куќниот притвор се оправдува поради небезбедност во доколку е сместен во Шутката? А како за другите што се во затвор не е така? Добро. Благодарам многу за вклучувањето од Струмица. Преку вас ке ги поздравиме секако струмичани, сите оние кои што не следат од таму во моментот. Црвена линија и понатаму
прашувам, еве, каде ги гледате причините за враќањето на Артан Груби? Дали е тоа според носталгија, дали е тоа поради апер од ДУИ или можеби договор со институциите? Добар ден. Добар ден. На линија сум? Да, во црвена линија, повелете. Значи Артан Груби се врати со договор со Али Ахмети, зашто заедно ги делеа парите. Значи мора сега за Рамазан, за празникот, договорено, све е режирано, затоа што така и овие луѓе во Данаба, тој албанецот давал извештај дека небезбедност, се е режирано, мислам, за да дојде до куќен притвор. Значи заедно ги делеа парите и тој му е десна рака. И сега не може, све е договорено, значи ова режија како ќе исполни на крај ќе видиме, меѓутоа све е во договор со Али Ахмети. Да знаете, значи заедно и парите заедно ги делеа, тие не е од сега ова. Се знае и од Мјалков колку пари извлекоја за застарување на предметот. И од него го шуруја. Извлекоја многу пари од Мјалков. И многу други криминали. Многу, ако е само со овој случај со лотарија, не е само тој. Тешки криминал, тешки, мислам дека ќе се открие на крај, меѓутоа ова е режирано баш за Рамазан да дојде и да се чиста режија е направено. И куќниот притвор тој е плоплатен, тој судијата од обвинителството, тој како се викаше, дека е земал огромна пара за да го оде до куќен притвор. Се е договорено. Затоа викам дека режирана работа е, не е случајно. Ова ќе излезе на крај, ќе видите дека вака е точно ова што го кажувам, меѓутоа за многу други. Благодарам за кажаното и споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не гледате. Потсетувам на Facebook, паралелно со профилот на Црвена линија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија. Па на оваа адреса пристигна исто така коментари. Еве дел од нив. Јаким Чеилиев напиша: школски пример дека во Македонија законите не се применуваат исто за сите, односно дека сите не сме исти пред законот. Данче Бибановска напиша: срам за обвинителството и Министерството за внатрешни работи. А Васко Белески го напиша следното: според мене има две причини зошто Груби одлучил да се предаде. Под еден, има цврсти гаранции од неговите судии дека ќе падне договор околу тоа дали и колку ќе оди во затвор. По два, може би не е здравствено добар, па одлучил да се лечи бесплатно во Македонија. Веќе имаме такви примери и повеќе да не се врати во затвор. Благодарности до Васко и до Данче и до Јакимче за активноста на Facebook. Одиме во живо. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Која е причината според вас, поради која што се врати? Па колку ќе ме прифатите, не знам. Прво, Груби си отиде толку културно, легално од нас, преку нашата граница, само 5 минути што ми ја помина границата, дојде писмото стопирај. Не го стопира, чека да помине, па да, значи, второто е, тој отиде таму, ги однесе сите, значи, пари што ги имаше заработено на нелегален начин, ги стави во одредени институции или тој се знае каде. Сите оние документи кои ги носеше, кои се можат да го теретат за голема одговорност, сите тие се оставени тамо, така да, оние со по договор со владата или, значи, со некој од судиите, ти дојди си тука, ние ќе ја свршиме работата. Сега, за мене нелогично е тој да не може да биде во притвор, дали во Шутка или во Идризо или не знам каде. Па таму се оди за затвор, се оди на истрага, таму не се оди на годишен одмор. Треба за сите да бидат, ако имаме закони, значи тие закони треба бидат подеднакво важни, да биде и за мене, и за тебе, и за секој еден кој се огрешил према законот. Тој се огрешил, ја осетил државата, земал нешто што не е негово. Тоа треба да го врати. Тоа никогаш нема да го врати, зашто тоа му е гаранција за идните, значи 200 години да може фамилијата да живее. 8 милиони. Благодарам многу за одговорите. Почитувани, внимавајте на тајмерот, го објавуваме на екраните за да можете да го координирате излагањето. 90 секунди се предвидени.
А ние понатаму прашуваме, дали мерката еве според вас куќен притвор испраќа порака дека правилата не важат за сите? И каде ја гледате причината за враќањето на Артан Груби? Дали е тоа во носталгијата, во аберото Дуи или можеби договор со институциите? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Прво да го замолам овој јувачот од Скопско поле агронома, што живее сега во Охрид, Да не ги коментираме гледачите. Ве молам, не интересира вашето мислење, повелете. Имаше еден добар македонец се јавуваше од Охрид, се викаше Здравко. Па дали е жив тој Здравко или не, ево овој охриѓанецов Скопски, ако сака нека разбере, па нека каже јавно, пошто со Здравко комунициравме, а сега веќе неколку време нема ништо. Не се ни јавува на телевизија, ни дали е жив, не знаеме. А беше добар човек. Добар говорник. Ајде сега да кажеме за ова. За Артан Груби, носталгија, партиски пораки или што е со нив. Ало? Ве слушаме. Добро, вака сега. На толку бедна држава, на толку бедни владетели, на толку беден народ, дали треба да дозволуваме да се играат судиите, кадиите, обвинителите со македонскиот човек, со македонскиот народ? Знаат ли тие дека оце нема кој да стане, да се дигне, да брани Македонија? А ако не брани Македонија, нема и нив да ги брани. А ако нив не ги брани, тие ќе бидат изложени на оган. Што мислат тие? Веќе ќе го уништуваат македонскиот човек. И ќе не понижуваат до висина на кучиња. Така ние за нив обичните луѓе толку значиме. Благодарам. Почитувани секако од гледачот констатиравме дека најверојатно е заинтересиран каде негов драг, најверојатно соговорник од интерактивни емисии, но јас ќе ве замолам секако вашите 90 секунди секогаш да ги користите со цел да споделите со останатите граѓани, не само гледачи, кои се вашите одговори, како гледате на темите за кои што зборуваме само со вас. Денес зборуваме за враќањето на Артан Груби. Па ве прашуваме која е причината според вас, дали е тоа носталгијата, повикот од Дуи или можеби договор со институциите. Дали мерката куќен притвор според вас испраќа и порака дека не сме сите исти пред правилата. Добар ден. Треба со ова да зборувам, нели? Сега ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ја би сакал да поздравим црвену линија. И да не менјате ово мисла, многу е добра. Благодарам. И молим. Благодарам ви, велам. Се слушамо. Да. И мисли да сум стварно една држава предивна, прелепа, богата. Значи, виште богати смо многу од Холивуда. Виште имамо глумаца кои се добро плаќени. Сваки дан имамо сценарија на телевизија, у суду, у сиву установама. Мисли да стварно кои могу да се пробеи да доđu до пара, они су богати и поштовани, ценjeni. A oni što ne mogu da budu bogati, oni uzmaju pasoše i beže za inostranstvo. Mislim, narod uopšte nije svestan šta se dešava sa ljudima i kako se dešava. Ljudi uzimaju novca, sve do novca znoru, se uzme novac, ne odgovara za ništa, čuva ga policija, sud ga čuva, ustavno ga čuvaju. To je to, prava istina. Благодарам многу за учеството во црвена линија. Јас ве префрлам во овој момент на Facebook. Еве што напиша Viamundo Travel. Јас мислам дека судиите и обвинителите држат државата во заложништво и најверојатно не политичарите да ги држат нив во раце, него судиите и обвинителите ги уценуваат политичарите и играат по нивно. Ако не направите по наше, ќе ве ставиме, ќе преведам, бидејќи стрпаме, не соодветно да го прочитаме во живо, во затвор. Трајче Соколовски напиша доказ дека државата не сака конкуренција, тоест
не се исплаќа кражба од неколку илјади евра, него треба да се милиони. Дали мерката куќен притвор испраќа порака правилата не важат исто за сите? Зошто се врати Артан Груби според вас? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Намален. Повелете, ве слушаме. Артан Груби, он и така ќе си се јавеше, може ќе си дојдеше, ама чекаше го моментот за да биде се како што треба, да му се гарантира дека нема да иде у затвор право. Тоа е намешталка. Не може да биде другше никако. Мора да има нешто, не е тоа таква, па и законот не е исти за сите. Уопште, значи пуштени се големите зверки, колку сакаа да си открадат од државата, колку може, и нема ни затвор, нема ни притвор. И толку може да кажам јас, повеќе не треба. Благодарам. Колку и да сметате дека всушност ќе поентирате, односно ќе го кажете вашиот став, може би некогаш се случува да биде и покус од оние 90 секунди. Сепак благодарам и сосема сте јасни. Еве што напиша Дени Дејан Стојковски. Срамота е ова што ни се случува. Седам и плачам дома за моите деца, за мојата Македонија. Го напишал и следното. Ова е срам за целата нација. Станувам и плачам за моето дете, кој е во затвор за кавга со нашиот комшија. 2 години ова ја оплячка државата и станувам, плачам секој ден како мало дете, срамота. Дали мерката куќен притвор испраќа порака, почитувани, правилата не важат исто за сите? Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, ќе бидам кратка. Дали Мицковски со толку интензивното барање за промена на јавниот обвинител уште пред Нова година го подготвуваше теренот за да се врати Груби? Прво прашање. Второ прашање. Во секоја нормална држава, таму каде што се фрли сомнеш врз една агенција за национална безбедност и Министерство за внатрешни работи, тука владата треба да падне, ако има малку доблест. Каде се сега граѓаните воовци? Да ги слушнам сега да кажат што ќе има да кажат. Ова е навреда за македонскиот граѓани, не за граѓаните на Македонија, за граѓаните на Македонија. Ако можеше Гордана да биде 5 години, ако можеше Чавков да биде и еден куп други луѓе и младите деца од 27, кој бе Артан Груби да не може да биде? Ова е срамно, ова е навреда за интелигенцијата на македонскиот народ. Владата мора да падне. Народот треба да не го проголта ова нешто. Поздрав. Благодарам за учеството. Еве уште еден коментар. Трајче Соколовски напиша доказ дека државата не сака конкуренција, тоест не се исплаќа кражба од неколку илјади евра, него треба да се милиони. Славчо Малиновски, пораката е да пропее и ќе мора да падне некој величинствен од СДСМ од истрагата со Артан, а тој секако ќе помине со блага казна. Почитувани, време е за реклами. Време да ги соопштиме резултатите од денешната анкета. Црвена линија на Инстаграм стори денес ве праша: куќен притвор по 14 месеци бегство. За да одговорија 32%, со не 68%. Голема благодарност за сите оние кои што не следевте и во ова денешно издание, за учеството. Секако бидете активни и утре, нова тема, нов предизвик, и информирајте се на telma.com.mk. Доведување од мене.